Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Фамозната фирма СВ Инвест на Столечи Флигаровски, еден од луѓето кои со Вице Заев одземаше тендери на компании кои што си добиле во Рек Битола и праќаше луѓе со Васко Ковачевски кој што е директор на Елем кај Вице Заев да плаќаат рекет, и покрај заработените милиони во Рек Битола, оваа фирма на Столечи Флигаровски СВ Инвест на 22 март оваа година објавила отпочнување на стечајна постапка. Практично оди во стечај и се затвара. Фирма која од година во година и растел профитот по 50, 100 и 200%, во 2019 година заработила 2,5 милиони евра оданочени, отпочнала стечајна постапка за неизмирено побарување од нешто над 250.000 евра. На овој документ се гледа решението за отпочнување стечајна постапка за поведување, а на овој документ се гледа образложението зошто, односно за неизмирен долг од 16,5 милиони денари или нешто повеќе од 250.000 евра. Овие се тие два документа кои што ја определуваат стечајната постапка. Очигледно е дека сакаат оваа фирма свесно да ја затворат сите инволвирани во криминалот и да ја стават во стечај, за да не ги поврзува ништо, ама баш ништо, ниту Столе, ниту било кој друг со криминалот во Рек Битола. Но тоа се само нивни желби и тоа не оди така. Не може со затворање на фирма да се амнестираат делата доколку ги има и доколку е направен криминал, а видовме по пријавата дека ги има на било кој инволвиран во целиот случај од пријавата. Да подсетиме, Столечи Флигаровски, собственикот на СВ Инвест и индиректно Вице Заев преку СВ Инвест се обидоа да изнудат тендер без да исполнуваат услови за да го добијат тендерот од фирма која си го добила на јавен повик во Рек Битола и при тоа да направат штета на компанијата на која што го изнудиле тендерот од нешто повеќе од над половина милион евра. Дополнително, истите тие луѓе барале 250.000 евра рекет во кеш од собствениците на компанијата да однесат во Струмица. Рекет, почитувани граѓани, исто како на филмовите. Зошто токму баш сега се отвара оваа стечајна постапка на фирмата СВ Инвест од Битола? Дали тоа значи дека постои можност да собственикот на фирмата ја напушти државата со парите со кои што ги заработил од Рек Битола и да избега и да не може да биде достапен ни на располагање на органите за случајот за рекет од 250.000 евра и изнуда на тендер во Рек Битола? МВР и јавното обвинителство треба да преземат мерки уште веднаш, да го отворат случајот и да ги обезбедат на било каков начин сите инволвирани. Во спротивно, институциите им помагаат на сите инволвирани да го заштитат криминалот и да ги изнесат парите надвор од државата. Благодарам.